Велешки Кристал, поранешниот Благој Ѓорев, зацели 72 пати, ја зголеми добивката во првиот квартал од годината, во споредба со лани, откако поскапе маслото за јадење. Во пари, тоа се 584.000 евра добивка, кои најстариот македонски производител не само што ги пресметал, туку и ги гледа на својата сметка. Што се случи? Па граѓаните да мора да плаќаат многу повеќе за зејтин, а производителите да бележат огромни профити. Клучната разлика во корист на компанијата е остварена поради старите цени и резерви на суровините и новите малопродажни цени. Стои во образложението на Кристал за информативниот сервис Сејнет на македонската берза за хартии од вредност. Освен со Кристал, идентично и со останатите производители во државата, односно Брилијант во Штип и Алмакс кој е производител на маслото Бисер. Овие разлики повторно во интерес на компаниите, граѓаните ги прават незадоволни и сметаат дека цената на маслото е превисока. Многу е качено, не само зејтино, и другите работи, и тоа постепено, неосетно. Зејтино према една година сигурно едно 30% качено, за рок една година. 100 динара доле зејтин нема веќе. А и други цени се качуваат. За само 3 месеци Кристал има продажба за 2,8 милиони евра, што е за 7% помалку од истиот период лани. Но тоа не пречи добивката да му се вивне во облаците и тоа речиси само од домашен пазар. Во меѓувреме, Кристал за половина го намали извозот, бидејќи растечките цени на домашниот пазар му обезбедуваат поголем профит. Зошто ова и се случува на граѓаните, образложенија има многу. Но цената на маслото за јадење во речиси сите балкански земји во моментов е пониска од онаа кај нас.